Користењето на алтернативни обновливи извори на енергија во светот се повеќе се промовира. Сончевата и ветерната енергија наоѓаат примена во се поголем број земји, бидејќи тоа се енергии со неограничен капацитет и не ја загадуваат околината како што е тоа случај со фосилните горива, јагленот и нафтата. Во последно време, и кај нас започнуваат истражувања за користењето на споменатите извори, бидејќи и ветер и сонце има во изобилство. Најавата за поставување на фарма на ветерници во општина Свети Николе е идеја која ја поддржува и Министерството за екологија и се очекува во наредните години поставување на ветерници на неколку локалитети во Овче Полидието. Денеска делегација од Полска беше примена од градоначалникот на општина Свети Николе Роберт Ѓорѓиев. Целта на посетата на делегацијата е користење на сончевата енергија за производство на електрична енергија. Оваа посета потврдува дека Свети Николе станува интересна дестинација за странски инвестиции во областа на производството на зелена енергија, а со тоа се отвораат и можности за нови вработувања. Домот на културата од Свети Николе и Факултетот за музичка уметност од Штип успешно ја продолжуваат долгогодишната соработка. Студенти од овој факултет се чести гости на голем број манифестации кои се одржуваат во нашиот град. Утре, четврток, со почеток во 21 часот на платото пред Домот на културата, студенти и професори од одделот за джез студии и катедрата за народни инструменти ќе одржат целовечерен концерт. Ова е уште една убава можност граѓаните да се забавуваат и да ги видат студентите на дело, а воедно ова е и најава за Светиниколското културно лето, кое треба да се реализира во текот на овој и месец август.